Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, Скопје кажи ми. Еден градежен работник го загуби животот, тројца се здобија со тешки повреди откако биле затрупани од насип со земја на градилиште во општина Кисела Вода во Скопје. Според информациите од итната медицинска помош, несреќата се случила утринава. На терен интервенирале 4 амбулантни возила. Шефот на смена доктор Драган Панов изјави дека повредените најверојатно се на возраст меѓу 35 и 45 години, додека загинатиот работник според првичните податоци имал 34 години. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека настанот бил пријавен во 8 часот и 17 минути во СВР Скопје. Несреќата се случила на градилиште на улицата Козијак при ископ на темели кога земјен насип затрупал работници. Двајца од затрупаните биле извлечени и пренесени во комплексот клиники Мајка Тереза, додека службите во координација со Центарот за управување со кризи и противпожарната бригада работеле на извлекување на третото лице. Надлежните институции најавуваат увид кој треба да ги утврди точните причини и околности за несреќата. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски изврши увид во градежните активности на улицата Матеја Матевски, лоцирана зад кулите Джевахир. Од општина Аеродром информираат дека со овој проект се решава децениски инфраструктурен проблем и се создава безбедна и функционална улица за жителите. Граѓаните добиваат сигурна делница за движење и нормален сообраќај, нешто што одамна го заслужуваат. Воедно општинското основно училиште Димитар Македонски добива комплетна функционална целина, соопштија од општината. Со реконструкцијата се овозможува поврзување на училишниот објект со физкултурната сала, што ќе обезбеди подобри услови за учениците и наставниот кадар. Дополнително се обезбедува директен и заштитен пристап до салата, без изложеност на временски непогоди. Од локалната власт упатија благодарност до раководството на училиштето за нивната посветеност во обезбедување квалитетна и безбедна настава. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски ги покани граѓаните да се приклучат на бесплатна стручна едукативна тура, што ќе се одржи в сабота на 25 април со почеток во 12 часот кај локацијата Плочник до градскиот зид. Темата на прошетката ќе бидат пост земјотресните обележја во централното градско подрачје. Водич ќе биде историчарката на уметност и кустос Бојана Јанева. Учесниците ќе имаат можност да се запознаат со значени објекти како градскиот зид, главната пошта, трговскиот центар и Македонската академија на науките и уметностите. Секој објект во центар има своја приказна и своја историја. Ова е можност граѓаните да ја запознаат архитектурата и развојот на централното подрачје со стручен водич, истакна Герасимовски. За учесниците се обезбедени пијала, кужина и разгледници со репродукција од ремек дела, како символичен сувенир од градот. Прошетката е дел од програмата за култура на општина Центар за 2026 година во рамки на едукативната иницијатива Центарски прошетки, чија цел е да се зголеми информираноста за градското наследство и да се поттикне активното учество на граѓаните во културниот живот. Книгата е најдивката револуција што човештвото ја познава. Таа не вика, не урива, не бара дозвола, но менува се, рече министерот за култура и туризам Зоран Љутков на отворањето на сајмот на книга 2026 што се одржува во Скопје. На свечениот настан во присуство на голем број издавачи и автори, гости од земјава и од странство, како и голем број љубители на пишаниот збор. Министерот истакна дека сајмот представува простор на мислата, имагинацијата и слободата, нагласувајќи ја улогата на книгата како двигател на општествениот развој. Кој чита, живее илјада животи пред да умре. Народ што чита не може лесно да се манипулира. Народ што размислува не може лесно да се подели. Народ што создава не може лесно да исчезне, истакна Љутков. Тој нагласи дека во време на брзи и површни информации читањето представува чин на отпор и свесна одлука за длабоко размислување, при што книгата добива улога на простор за тишина, концентрација и критично мислење. Посебен акцент беше ставен на читателот како суштински учесник во животот на книгата, без кого таа останува само потенцијал. Сајмот на книга 2026 обединува над 60 издавачки куќи и повеќе од 130 нови наслови, како и учесници од повеќе европски и светски земји, со што Скопје се позиционира како значајна културна раскрсница.
Отворите го прозорецот не само кон нови светови, туку и кон нови идеи, прашања и перспективи, беше пораката со која беше заокружено обраќањето на министерот. Сајмот на книга 2026 продолжува во наредните 7 дена, нудејќи богата програма за посетителите од сите генерации. Министерот за спорт Борко Ристовски ги посети младите македонски ракометари и ракометарки кои настапуваат на светското училишно првенство во ракомет што се одржува во Скопје од 21 до 29 април во организација на Министерството за спорт и Федерацијата за училишен спорт на Македонија. Базата на македонската делегација е во хотел Континентал, каде министерот Ристовски им упати честитки за одличниот старт и им посака да продолжат во ист ритам и со уште поголема самодоверба во следните надпревари. Машката и женската училишна репрезентација на Македонија се дел од училишниот ракометен мондијал, на кој настапуваат над 600 надпреварувачи од 20 земји во светот. Македонските репрезентации стартуваа супериорно, со по 2 убедливи победи во првите 2 кола на шампионатот. Машката селекција, предводена од селекторот Горан Кузмановски, славеше против Бугарија, потоа и против Грузија, со сигурна и доминантна игра во двата надпревари. Избраничките на селекторката Даниела Новеска-Велјановска на стартот беа поуспешни од репрезентацијата на Белгија. Со вториот убедлив триумф против Грузија, македонските ракометарки веќе обезбедија пласман во четвртфиналето на светското училишно првенство. Министерот Ристовски изрази задоволство од прикажаната игра, енергија и тимски дух, истакнувајќи дека овие млади спортисти се вистински амбасадори на македонскиот спорт и светла иднина на македонскиот ракомет. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно